нашата генерација, ајде така да кажем, може би не добрата генерација, втора генерација, првата беше на Пепи Манасков, еве, нашата, начело со мене као капитен, беше втора генерација и сега ова трета генерација од осамостојување на Македонија. Значи, ние како поминуваше време од таа 2012 што ја збориме, некако на тие главни играчи со големи улоги, не притискаа годините. Не притискаа годините и нормално, како поминуваше времето, ние тој континуитет го држевме, меѓутоа се чувствуваше тој пад. Веќе кога бевме сите свесни дека паѓаме, нашата првична цел беше да се задржиме, ако ништо друго, на големиот преварување. И тоа ние сега за сега го остваруваме. И не случајно, мене не ми се играше на 41 година, 42, Филип Миркуловски жути го враќавме од пензија 2 пати за да помогне и еве уште една можност да му се заблагодариме што помогна. Тука беше Стојанче Стоилов кој што е неговиот начин и стил на игра, целиот, како да кажам, искршен, прифати да помогне заедно со ова генерација да не ги оставиме без големи надпреварувања. Значи, еднаш ако излезете од тој, како да кажам, базен на големи надпреварување, е многу тешко да влезете. Нас тоа ни се деси, јас сум, сега кажавте 99-та, 98-та, јас сум од 97-та во ова репрезентација, како играч со мои 17 години. Ние таа грешка еднаш ја направивме со уште во времето на Пепи Манасков кој играше, кога се разочаравме 99-та година по еден слаб класман на светското првенство во Египет. Потоа следа откажувања на главни играчи, на Томче Петревски, на покојни Боро Чурлевски, Пепи Манасков и така. И одеднаш се направи таа смена на генерации. Дали знаете колку имавме ние после таа грешка? Каде што дозволивме сите, само дозволете да ми кажам, сите ракометни работници, значи сите, таа грешка е заедничка. Значи ние не треба да дозволиме таа грешка. И ние сега не ја дозволиме. А за нешто повеќе треба трпение и време. И јас сум сигурен дека тоа време ќе дојде. Мислам дека работиме право. Не треба да се оптеретуваме со место. Што ни значи ако бевме сега пример 13? Шпанија испадна е 13 затоа што имаше подобро. Ни значи ли тоа нешто? Нас не ни значи. Ние треба да градиме, ние треба да ствараме, ние треба да работиме, ние треба да произведуваме. Ние не работиме квалитетно. И поради тоа ние не треба да имаме никакви очекувања. Зборот ми беше следното, дека нашиот пат и промената на генерација ние направивме квалитетно. Ние сме на големи надпреварувања. Ние промовиравме нови играчи на младите генерации на македонци. Требаат нови идоли, како Лазаров, како Миркуловски, како Стоилов, како Алушевски, еве сега да не ги заборам, Наумче Мојсовски, и така натаму, и така натаму. Ние полека ги промовираме. Еве, од играчите од типот на Митев, на Јагориновски, Костевски, сега, добро, не ги споменувам веќе Кузмановски, Талевски, они се веќе подолго време во таа. Тука е Милан Лазаревски, Милан Лазаревски, кој што има 25-26 години, меѓутоа е прв пат на голема сцена, тука е Мартин Томовски, тука е Никола Кизич. И тука има еден куп нови играчи кои што ние во последните 2 до 3 години работиме квалитетно и тие играчи полека, но сигурно ќе дојдат, ќе стапат на сцена. Не е тоа воопшто лесно. Тоа не е воопшто лесно. Значи, ние сега збориме за Милан Лазаревски и сме воодушевени. И јас како селектор сум многу задоволен, но Ќе разговараме за сите играчи поединечно. Кире, овој вовет од близу 10 минути значи дека нешто ти лежи на душа. Не, воопшто не ми лежи, јас имаш да го кажеш. Не.